Во Валандово се одржа јубилејната 25-та ракијада, манифестација што 4 век го слави лозарството и традиционалното производство на домашна ракија, еден од најпрепознатливите белези на регионот. Оваа година производителите се согласни. Грозието беше квалитетно, но пазарните услови се уште ги притискаат лозарите. Оваа година ме нафати град и имам една на страна, те декари таа не зберав ништо од неа. А другата околу 1200-1300 кило од декари звади. И неа цената 17 денари. Задоволува ли? Не задоволува, ама што да правиш? Скапи препарати, режење. Иако пласманот понекогаш е предизвик, климатските услови оваа сезона биле на страна на лозарите. Оваа година беше многу добра. Значи климатските услови се многу битни за нашето поднебје. Тука ние сме лозарски крај, Валандово-Гевгелискиот регион и има добри сорти на во последно време се оди на трпезни. Винарија имавме голема со затвори, али има друго, се наоѓа пласман. Проблем е што младите веќе не сакат да работат. Ние сме веќе, може да кажем, и последни генерации се напуштаат лозјата. Традицијата на варење ракија во Валандово се пренесува од колено на колено. Годинава на ракијадата имаше 20 казани кои ќе се надпреваруваат во мајсторијата на варење домашна ракија. Градоначалникот на Валандово, Ѓоко Камчев, најавува дека од следната година ракијадата ќе трае 2 дена. Целта е преку овие манифестации да се поттикнат производителите да лансираат домашни производи. И се надевам дека во годините што доаѓаат овие настани ќе му возможат на Валандово да биде уште повеќе застапено во културата, традициите, обичаите во нашата држава. И од година на година да овозможиме услови да направиме добри настани и што повеќе посетители од државата да не посетуваат и од тоа да направиме на некој начин бизнис. Значи, ние мораме да им го покажеме патот на производителите на домашна ракија, како тие од тоа да заработуваат подобро. Јубилејната ракијада уште еднаш потврди дека во Валандово ракијата не е само пијалок. Таа е традиција, идентитет и врска меѓу генерациите, што заедницата решително ја чува.